Рано е. Почитувани гледачи, добар ден, поздрав од градскиот стадион Никола Мантов во Кочани, каде што во рамките на 24-тото коло од првата фудбалска лига за жени се среќаваат екипите на ЖФК Кочани и ЖФК Речица. Двете екипи се соседи на табелата, меѓутоа гостинките имаат поголема бодовна предност, бидејќи која е недостижна и која за ЖФК Кочани навистина не значи ништо, меѓутоа во овој момент значајна е битката помеѓу ЖФК Кочани и Топ Гол околу опстанокот во прволигашката конкуренција. Тоа само по себе наметнува императив денеска домаќините да стигнат до победа, секако тоа треба да го покажат и на зелениот терен. И самиот факт дека резултатот им е битен на кочанчанки најавуваат интересна фудбалска представа, која за жал и овој пат ја следат сосема мал број на навивачи. На денешната средба официјални лица се главен судија Игор Иванов од Велес, ке му помагаат Снежана Илиевска од Македонска Каменица и Радмила Неркова од Велес. На почетокот составите на екипите за Кочани денеска ќе играат на голот Стојмиловска Ања, потоа со број 3 Кицара, со број 5 Давидкова, со број 6 Стојанова, број 7 Манасиева, број 9 Стојковска, број 10 Мицовска, број 11 Велиновска, број 14 Салтирова, 17 Донева и 20 Кате Милеска. За гостите за Речица играат на голот Христовска, која војдо е капитен на екипата, Трајчевска Ана, потоа со број 4 Денчик, број 7 Спасовска, број 10 Величковска, број 11 Ристик, број 14 Цветановска, број 15 Љубојевик, број 23 Спасовска, број 24 Јовановиќ и број 25 Леона Спасовска. За резервите, односно за оние фудбалери кои се на клупата нешто подоцна, по секој момент очекуваме судијата Игор Иванов од Велес да означи почеток на овој, би рекол, значаен надпревар. Ке се игра пооблачно, но за сега барем суво време, што е добар исто така предуслов за квалитетна фудбалска представа. Фудбалерите на двете екипи ќе имаат можност на вистина да го дадат својот максимум, бидејќи и теренот е свежо окосен и условите на самиот зелен терен се навистина извонредни. Започна надпреварот. Фудбалерите на ЖФК Кочани се во црвени дресови, а гостинките фудбалерите на Речица се во темна комбинација, односно црно-бела комбинација. Акција на фудбалерите на ЖФК Кочани, Кате Милевска, капитен на екипата, враќа назад до голманот Стојмиловска, а ова кон средината на игралиштето прифаќа топка Велиновска. Еве сега одлична топка кон 11-ката Марија Велиновска, удар, брани голманот Викторија Христовска и ова е прв обид на домакинките да го загрозат голот на ЖФК Речица. Дегажирана топка кон средината на игралиштето, тука повторно реагира со број 11 Велиновска. Во секој случај броевите 11 и 17 се многу слични, ќе биде тешко да се разликуваат. Тоа значи дека пред малку во акција беше Андреја Донева. Аут за екипата на Кочани. Брзо ја губи топката Донева. Акција сега на фудбалерите на Речица. Добар излез сега со број 3 Кицара.
и понатаму Кицара. Проигрување назад кон Давидкова. Добар потег на Давидкова. Меѓутоа и таа брзо ја губи топката. Освојуваат топка гостинките фудбалерките на Речица. Закратко и тие. Со број 6 Стојанова проигрува во празно кон Донева. Да видиме Донева 1-1 со Трајчевска. Враќа назад. Сега нафрлена топка. Дали ќе има кикс? Нема. Еве сега добра позиција за Давидкова, меѓутоа не успеа да заземе добар став за удар, а сега прекршок во опасна зона. Слободен удар за екипата на Кочани. Да видиме дали во редовите на Кочанченки има фудбалерка која може директно да го загрози голот на голманот Викторија Христовска. Претпоставам дека тоа ќе биде Кате Милевска, ветеранка во екипата на Кочани. Своевремено и стандардна репрезентативка во репрезентацијата на Македонија. Кате играше за ЖФК Кочани и кога оваа екипа беше државен шампион. Жив зид, прописно растојание. Се очекува судијата Игор Иванов да даде знак, во тој момент го прави тоа удар на Кате под пречката, меѓутоа за 20 сантиметри над пречката топката завршува во гол аут. Штета, доколку беше прецизна, веројатно тоа ќе беше и сигурен гол, затоа што голманот Викторија Христовска, која е воедно и капитен на екипата, е релативно ниска за овие размери на голот и секоја парабола ќе представува проблем да ја одбрани. Се очекува сега дегажман или кратко проигрување, да, од Христовска до Трајчевска. Сега топка кон седумката Спасовска, меѓутоа не стигна до неа. Освојува топка Кочанчанки со број 10 во акција Мицовска. Одзема топка повторно Мицовска, десно проигрува кон Донева, нафрлена топка, но таму нема никој на пеналтикот. Сега топка освојува Велиновска, бие, меѓутоа над пречката и оваа топка завршува во гол аут. 2-3 обиди на Кочанчанки, сериозни да се загрози голот на Христовска. За сега неуспешно, но за очекување е дека оваа иницијатива може да даде резултат. Тргнуваат во нова акција фудбалерките на Речица. Кратки проигрувања на својата половина, еве сега долга топка. Тука е Кате Милевска, не би требало да има никакви проблеми, изфрла во аут за Речица. Го изведува Денчик. Освојуваат топки фудбалерките во црвено-црна комбинација. Долга топка кон Стојковска. Ангела Стојковска проигрува во широчина кон Манасиевска. Меѓутоа помеѓу три фудбалерки домашната немаше шанса да направи ништо повеќе. Сега акција на гостинките. И таа кратко траеше, игра со рака, досуди судијата Иванов. А сега и слободен удар за екипата на ЖФК Кочани. Фаулираше со број 15 Тамара Љубоевиќ. Сите прекини очигледно ќе ги изведува Кате Милевска, која е алфа и омега во екипата на Кочани и со своето искуство и со своето знаење. Па ако сакат и со се што го има дадено за македонскиот фудбал, со обид да избоксува голманката Христовска, несигурна удар, меѓутоа и тој завршува покрај десниот дирек во гол аут. Пропаѓа и оваа шанса на фудбалерките на ЖФК Кочани да го откријат резултатот.
Впечаток е дека досега се играше главно на половината на ЖФК Речица. Тоа значи апсолутна доминација на фудбалерките во црвен дрес. Меѓутоа, еве обид на гостинките да направат нешто повеќе и во офанзива. Меѓутоа, брзо губи топка таму Величковска. Еве сега долга топка на половината на тука притрчува да прифати топка Стојановска, односно Стојковска, не проигрување назад кон Манасиева. Не беше внимателна таму фудбалерката со број 6 Стојанова и сега акција на гостинките, но и тие брзо грешат, проигрување кон 11-ката Велиновска. Уште една акција, добро проигрување кон Мицовска. Меѓутоа во чекора следено со и ова е прекин на играта, слободен удар. Старт би рекол од задгрб. Доволно судијата Иванов да покаже дека имало недозволена игра, односно слободен удар за екипата на ЖФК Кочани. Повторно кај топката Кате Милеска. Сега 5-6 фудбалерки во 16-никот на Речица. Очекуваат нафрлување, а нема да биде чудо доколку Милеска бие и дирен кон голот на втора статива, центаршот, обид за удар со глава, непрецизно завршува и оваа топка во голаут. Тренуваат од својата половина фудбалерките на Речица. Еве во акција Мицовска бие, меѓутоа изблокирано се до тоа, лестен плене оваа топка за голманката Христовска. Дека ти еве тоа табелата. Конечно дегажман на голманот Христовска на консредината на игралиштето. Тука расчистува една од одбранбените фудбалерки на ЖФК Кочани и топката стигнува до голманката Викторија Христовска. Во меѓувреме да напоменам дека ЖФК Кочани се наоѓа на 9-та позиција на табелата. Заднеја е екипата на Топгол со заостанување од 3 бода, а пред неја се разбира Речица со предност која во овој момент е недостижна, но таа не е ни основна причина за да се бара победа во овој натпревар и да освојат бодовите. Инаку лидер на табелата е екипата на ЖФК Скопје, која во минатото коло загуби во македонска Каменица од Каменица Саса со 2:1, се извинувам. Сега добра акција, но добра намера, сепак непрецизно проигрување топка за голманот Христовска. Велам беше изненадување победата на Каменица Саса над веќе сигурниот шампион за оваа година, за ова првенство во првата фудбалска лига за жени Скопје. Далеко за Скопје се пласирани Тиверија, како и Статов, но да ја проследиме оваа акција на ЖФК Кочани. По десната страна е Донева. Сега обид за проигрување до Мицевска, удар и покрај левиот директ топката завршува во голаут. Навистина премногу шанси, меѓутоа за сега барем недоволно прецизни, се уште ги немаат наштелувано своите нишански прави фудбалерките на ЖФК Кочани. Тренуваат од пред својот казнен простор фудбалерките на Речица, долга топка, би рекол помалку и напамет, ја прифаќа таму со број 3 Кицера. Сега акција преку
Давидкова неуспешно проигрување. Одбина топка, но прифаќа со број 7 Манасиев. Фаулиране, но судите покажува предност. Еве сега одлична топка кон Стојанова. Таа ја бара Мицовска. Ке мора малку назад, повторно Стојанова, па сега Кицара. Стојанова. Невнимателна и недоволно силна, прецизна во проигрувањето. Контранапад на гостите, на гостинките, на фудбалерките на Речица. Кате Милевска како коректор во одбраната на ЖФК Кочани. Сега акција на Речица преку Денчик, Мартина Денчик. Нафрла топка на работнач на седникот, прифаќа таму во акција со број 7 Спасовска. Изблокирана е. Освојува топка фудбалерката со број 14 Салтирова. Сега фаулира Велиновска, слободен удар за екипата на Речица. Тоа е топката Цветковска, Елеонора Цветковска со број 14. Се очекува нафрлување во уште на сетникот на Кочани. Не е направено тоа најдобро. Се бори таму за топка Велиновска, меѓутоа поупорна гостинската фудбалерка, а во овој момент има во офсайд позиција. Во офсайд се најде Лана Спасовска. Кате Милевска. Проигрување кон Давидкова. Еве сега одлична топка кон Стојковска. Меѓутоа не успева таа да го реши проблемот со својата противничка. Поуспешна во овој момент Цветковска. Акција на гостингите со број 10 Величковска. Освоја топка Кицара. Сега во акција Донева. И понатаму Донева враќа назад кон Стојковска. Оби за центар шут, изблокирано е сето тоа. Трајчевска таму изблокира, сега со број 10 Величковска. Акција на гостинките, акција на фудбалерките на Речица. Брзо завршува и ова акција. Топка за Мицовска. Проигрување, меѓутоа не ја прифати најдобро оваа топка со број 11 Велиновска. Еве сега да фрля топка или удар директно во рацете на голманот Викторија Христовска. Дегажман меѓутоа само 40 на метри од својот гол. Тука топка освојува Велиновска и понатаму Велиновска. Следено од две противнички фудбалерки, немаше многу шанси. Сега акција на гостинките. Оби за проигрување и добро го прави тоа фудбалерката со број 11 Ристик, меѓутоа Кате Милевска е последниот беден пред за голманот Стојмиловска изфрла во аут. Со број 14 Светковска го изведува. Сега е опасно удар. Завршува оваа топка во рацете на голманот Стојмиловска. Беше при тоа и изблокирана. Прифаќа топка Мицовска. Аут за екипата на ЖФК Кочани. Динамична игра во првите минути од надпреварот. Очигледно дека домакините сакаат час побрзо да го откријат резултатот. Но за сега останува 0:0. Топка кон Стојковска. Сега Кицара, вратена назад. Овде прифаќа со број 14 Салтирова. Таа во широчина кон Манасиева.
Сега прифаќа топка со број 9 Ангела Стојковска. И има тука контакт, се жали дека е повредена Мицовска, меѓутоа судијата Игор Иванов не ја прекина играта, сметаше дека е во рамките на дозволеното, а сега ќе мора да интервенира и државниот лекар на денешниот надпревар, да и се укаже помош на повредената Алина Мицовска. Него се игра поблачно време, меѓутоа суво, сув терен. Условите, би рекол, се идеални, освен што дува малку подзасилен ветер, кој може би им прави одредени проблеми на фудбалерките. Но верувам дека тоа не е пречка, особено за домакинките, да одиграат на највисоко ниво. Подол прекина играта. Веројатно тренерот Оливер Јовановски посакува најмалку да се работи за некоја посериозна повреда, да мора да ја замени Мицовска, бидејќи во досегашниот дел од преврата буквално беше тој фактор за поврзана игра, знаеше и да одземе топка, знаеше и да организира напад, иако, како што реков, за сега мрежите на двете страни мируваат. Да видиме за каква повреда се работи, ќе мора да го напушти теренот во прв момент. Веројатно на дланката има некаква повреда, дали е згазната или пак лошо падна во тој дуел. Акција на фудбалерките на ЖФК Кочани, Кате Милевска долга топка таму кон 17-ката Донева. Се гради со број 3 Трајчевска, аут за екипата на Речица. Сепак сега аут за екипата на ЖФК Кочани. Ја коригираат својата првобитна одлука судиите. Аут за ЖФК Кочани, топка кон Стојковска. Уште еден аут. Ќе го изведе Дженита Кицара. Бара топка и добива Стојанова. И повторно сам аут. Кицара ќе го изведе овој аут. Посебно по иста шема, топка кон Стојанова. А сега не се разбра најдобро фудбалерките од нападот на ЖФК Кочани. Завршува топка во гол аут за голманот Викторија Христовска. Тргнуваат од својот на сетни гостинките, меѓутоа брзо ја губа топката. Вратена топка назад до Кате Милевска. Таа проигрува во празно кон Велиновска. Повторно е проиграна Велиновска и се отвора по левата страна Манасиева. Манасиева оби за проигрување кон деветката Стојковска. Еве сега позиција за удар. Бие и 1:0. Помогна малку оваа ситуација и една фудбалерка од одбраната на Речица, како и да е, ЖФК Кочани доаѓа во водство од 1:0. Надмоќта и неколкуте обиди и шанси вродија со плод. ЖФК Кочани го открива резултатот на денешниот надпревар и заслужено победува со 1:0.
Стрелец на голот ми се чини Стојанова. Тренуваат од центар гостинките, меѓутоа враќаат назад, повторно се чини ќе се игра главно на половината на Речица. Во акција со број 4 Денчик, проигрување кон Јовановиќ, аут за екипата на ЖФК Кочани. Се враќа во игра и фудбалер со број 10 Мисовска, што е добро за екипата на Кочани, а сега фаулира Мицевска и Спортски се враќа назад да се извини, а фаулирана е Вања Ристик. Слободен удар за екипата на Речица. Напредна топка во 16-тникот, тука е Кате Милевска, сигурна со глава, изфрла, ја отстранува опасноста од пред својот гол. Сега игра на мал против со многу грешки. Добра акција на Величковска. Еднаш нафли, меѓутоа не успеа, повторен обид. Сега уште подобро. Тука е Кате Милевска, имало и офсайд позиција. Индиректен удар за екипата на ЖФК Кочани. Кате Милевска кон Стојковска. Се жали дека е фаулирана, меѓутоа судијата не мисли така. Сега со број 5 Давидкова. Греши таа, грешат и гостинките и конечно малку повеќе простор за Велиновска. Двојно проигрување, Велиновска 1-1, одличен дриблик. Проигрување кон, меѓутоа не ја прифати оваа топка Стојанова. Сега акција на фудбалките на Речица, но тука е сигурната Кате Милевска. Во акција со број 10 Мицовска. Судијата вели дека пак повторно немало прекршок. Повторно топка на половината на ЖФК Кочани, но само за кратко. Двојно проигрување. Меѓутоа сигурна е таму со број 3 Трајчевска. Гостинките организираат нова акција. Повторно грешка. Вратена топка назад до Манасиева. Ова брз пробив, меѓутоа за малку не ја исконтролира најдобро оваа топка, аут за екипата на Речица. Изведен аутот кон Величковска. Ова обид да се проигра во нападот, неуспешно. Сега акција на Спасовска. Добра комбинаторна игра во овој моменти на екипата на Речица со број 11 во акција Ристик. Враќа назад до Величковска. Повторно Ристик. Сега префрлување на играта и овој удар може да биде добро. Излегува и брани Ања Стојмиловска, може би ветерот малку и попречи. Топката имаше некое неправилно движење, но како и да е, добро се снајде голманката на ЖФК Кочани, а сега дегажира. Тука прифаќа топка Велиновска. Па сега Стојковска. Проигрување кон Стојанова, меѓутоа таа е изблокирана. И игра со глава на Кицера. Завршува топката во аут за екипата на Речица. Со број 3 Трајчевска. Величковска греши. Еве добар фор, меѓутоа во одбраната е коректорот Спасевска, Лара Спасевска, која изфрла во аут. Аут за екипата на ЖФК Кочани, проигрување кон Стојанова.
Добар потек на Донева. Уште еден аут. Откако е изведен, повторно е изфрлена топката во аут, сега поблизу до или во висина на 16-етникот. Проигрување кон Велиновска. Имаше таму и влечење за адрес. Слободен удар за екипата на ЖФК Кочани. Можност да се нафрли во 16-етникот од така наречен скратен корнер. Кате Милевска приоѓа таму. А во 16-етникот 5 фудбалерки во црвен дрес и 2 на работа од 16-етникот во очекување на некоја одбиена топка. Но да видиме дали имаат некоја увежбана варијанта на фрла топка на пеналтикот. Имаше играчки удар, меѓутоа млако, лесно го решава овој проблем Викторија Христовска, голманот на ЖФК Речица, и сега дегажира. Со број 5 во акција е Давидкова. Сега вратена топка назад. Имаше игра со рака и повторно слободен удар за екипата на ЖФК Кочани. И ова е добра позиција за Кате Милевска да бие кон голот на Викторија Христовска. Очигледно дека Кате Милевска ќе го изеде и овој удар. Да видиме дали ќе има проигрување, нафралување или можеби директно во голот на Христовска. Удар, меѓутоа не е тоа доволно квалитетно. Избоксува Христовска, а сега повторно топка до Милевска. Вратена назад до Манасиева. Изнудува аут за својата екипа, што во овој момент е и мощно добро. Бидејќи доколку ја загубеше оваа топка, можеше да се случи некоја брза контра. Браќа судијата Иванов на прописно растојание, сега добро проигрување би рекол. За малку не успеа да стигне таму со број 10 Мицовска. Топка за голманот Христовска. Кратко проигрување кон Цветковска. Оваа долга топка, но тука прифаќа за момент Давидкова, па ја губи топката. И сега во добар пробив со број 7 Спасовска, но ја прекинува незината акција Велиновска, аут за екипата на Речица. Ќе го изведе Цветановска, Елеонора. Уште една игра со глава на Велиновска. Конечно топка на половината на Речица. Прифаќа тука со број 9 Стојковска, оби за проигрување на прва, меѓутоа само до противничките фудбалерки од одбраната на Речица. Сега добар потек на Ристик. Но имало прекршок. Слободен удар за екипата на Речица. Топката е Јована Јовановиќ. Бие директно кон голот. Сигурна во својата интервенција Ања Стојмиловска. Сега добар дегажман. Долга топка на половината на ЖФК Речица. Манасиева во акција. Не се разбра најдобро со својата соиграчка. Топка за Речица, прифаќа со број 10
Велишковска, но тука е Кате Милевска. Го почувствува моментот кога ќе биде проиграна нејзината противничка и ја прекинува оваа акција и еве сега долга топка кон 17-ката Донева, меѓутоа не стигна таа до неа. Продолжува акцијата на ЖФК Кочани. Добро ја контролира таму топката Стојанова. Еве долга топка за центарфорот Стојковска. Но чувана секојаш со најмалку една противничка фудбалерка, топка кон Кате Милевска припаќа една топка. Кицара изфрла. А сега Стојанова. Топка за Велиновска. Сега за деветката Стојковска. Малку грекле напомет. Сигурни се во одбраната фудбалерките на Речица. Повторно агилната Давидкова ја има Речица секаде на теренот. Оби за преигрување кон Стојковска, меѓутоа неуспешен. Имало и офсайд позиција или високо крената нога. Не забележав најдобро, како и да е, топка за екипата на Речица. Да подсетам, ЖФК Кочани води со 1:0. Иако според шансите во првите 15 на минути, резултатот или водството може да бидат и многу поубедливи. Преигрување на Милевска кон Стојанова. Стојанова ја пронаоѓа Донева. Донева кон Стојковска. Бие со број 10 Мисовска, меѓутоа во грбот на една од одбранбените фудбалерки на Речица и сега нова акција на гостинките. Топка кон седумката Спасовска. Манасиева ја следи во чекор. Добро ја контролира оваа топка Спасовска, но и одлично се снаоѓа Салтирова. Одзема топка за момент. Манасиева во дуел со корпулентната Ристик. Односно тоа беше Спасовска. Изфрлена топка аут за екипата на Речица. Во овој момент е притисок на гостинките на половината на ЖФК Кочани. Далеку е тоа од конкретна опасност по голот на Стојмиловска, но полека би рекол се стега обрачот. Цветковска изведува аут. Освојува топка фудбалерките на ЖФК Кочани. Добро го прави сето тоа Велиновска. Топка, меѓутоа излезе таа во аут. Ќе добие опомена Стојковска, затоа што ја удри топката откако таа излезе од рамките на теренот. Аут за екипата на Речица. Интервенција на Велиновска. Милевска припаќа една топка, проигрување со Стојанова. Сега топка за Кицара. Аут за екипата на Кочани. Го изведува Кицара. Сега аут за Речица. Изведена брзина, тука е Кицара интервенира и сфрла во уште еден аут за гостинките. Серија од аути кои полека се префрлуваат на половината на ЖФК Кочани. Сега прифаќа топка Стојанова, но брзо ја губи. Добро преигрување. Милевска изворедно интервенира и долга топка кон Стојковска. Стојковска и понатаму, но убие. Меѓутоа
Добра во одбраната голманката Христовска. Имаше можеби и среќа. Не дозволува топката и ту да го напушти, да отиде во корнер. Акција за фудбалерките на Речица. 40-41 минута игра во Кочани, ЖФК Кочани, ЖФК Речица за сега 1:0. Добра акција на Ристик. Дали тоа Манасиева не? Тоа е Велиновска. Дуел помеѓу четворката Денчик и Давидкова. Милеска. Меѓутоа не се разбра најдобро со Давидковска. Конечно топка за Мицовска. Лево кон Велиновска. Долга топка кон Стојковска. Сепак нема да успее да ја стигне оваа топка. Ке биде таа за голманот Викторија Христовска. Тргнуваат од својот насетник гостинките. Обид за проигрување кон 15-ката Љубојевик. Прифаќа топка Стојанова и понатаму Стојанова. Проигрување кон Давидкова. Назад кон Салтирова. И конечно топка до Ристик. Опасна е Вања Ристик кога е 1-1, а опасна е и седумката и брза Спасовска. Меѓутоа сега зедена топка удар и корнер. Прв корнер за екипата на Речица во последните минути од првото полувреме. Може би малку не беа внимателни или нема доволно сила во своите нозе фудбалерките на ЖФК Кочани за да ја расчистат по квалитетно оваа ситуација и сега се очекува нафрлување во 16-сетникот. Со топката е Софија Величковска. Опомена од судијата Игор Иванов за фудбалерките кои се пред голманот Стојмиловска. Нафрля тока, одлично. Добро таму скока. Да видиме сега удар, меѓутоа не е најдобро зафатена оваа топка. Повторно таа доаѓа до Јовановик. Удар сега извореден и 1:0. Извореден удар на Величковска, заврши во левиот горе надол. Беше немоќна Стојмиловска и 1:1. Штета се играа последните минути од првото полувреме. Меѓутоа од друга страна гостинките на вистина постигнаа извореден гол. И доаѓа до израмнување на денешниот надпревар. Од центар тргнуваат фудбалерките на ЖФК Кочани. Кате Милевска. Топка за Манасиева. Добро се бори таму со број 5 Давидкова. Оби за дриблинг на Мицовска. Изнудува аут. Манасиева ќе го изведе. Манасиева до Мицовска. Во акција гостингите со број 11 Ристик. Сега долга топка на половината на ЖФК Кочани. Тука прифаќа голманот Стојмиловска. Топка кон Стојанова. Нема прекршок, но има интервенција. Нова акција на Спасовска. Ја губи топката. Судир на две десетки. Величковска и Мицовска. Акција на екипата на ЖФК Кочани, меѓутоа прочитана е намерата на домашната фудбалерка. Сега слободен удар за екипата на ЖФК Кочани за борбената Салтирова. Кате Милевска со топката.
можност да се префрли тежишто на играта на половината на Речица. Прифаќа топка Стојковска, меѓутоа само за кратко. А сега со топката Јована Јовановиќ. Двојни прегрувања, еден кој поправо ќе стигне до оваа топка, беше невнимателно. Сега добра интервенција на голманот Стојмиловска. Во секој случај имаат гостингите две мощни, брзи, вешти фудбалерки со топката во нападот и им создаваат проблеми на одбранбените фудбалерки на ЖФК Кочани. Стојанова добра, меѓутоа покриена и Велиновска. Повторно Стојанова. Добро се гради. Немало прекршок, аут за екипата на Речица. Уште еден аут за Речица. Одби за некој проигрување, меѓутоа непрецизно. Освојува топка со број 11 Велиновска. Кога да проигра. Сега прифаќа топка Донева. Меѓутоа добро е покриена и таа и еве можеби непрецизно проигрување. Ќе биде ова аут за екипата на ЖФК Кочани. Ќе ги изведе Манасија. Мицовска, одлична топка кон Донева. Во чекор ја следи Трајчевска. Донева и Трајчевска. Вратена топка до Стојанова. Добар, беше извлечена за рака Донева, судијата не свири ништо. Сега прифаќа топка со број 5 Давидков, дали ќе бие? Не, сепак преигрување до Стојковска. Старт лизгачки на една од одбранбените фудбалерки на Речица. Добро освојува топка со број 11 Велиновска. Мицовска. Вратена топка назад до Салтирова, оваа до Милевска. Сега Манасиева. Дали ќе ја прифати оваа топка, сепак нема да успее Велиновска, а во момент судијата Игор Иванов означува крај на првото полувреме, во кое ЖФК Кочани и ЖФК Речица играат 1:1. Почитувани гледачи се, слушаме се, гледаме на почетокот на второто полувреме. Чекаме резерва 26. 26 Стојковска, Лара. Може ли? Да, може. Во секој момент треба да започне второто полувреме од надпериод помеѓу екипите на ЖФК Кочани и ЖФК Речица. По првите 45 минути резултатот е изедначен 1:1. Први во воса дојдоа домакинките, а израмнија гостинките пред самиот крај на полувремето. На почетокот, или ако сакате пред почетокот на второто полувреме, извршена е и првата измена во редовите на ЖФК Речица со број 26 влезе Лара Стојковска. Не забележав на чие место, но тоа во овој момент и не е најбитно. Очекуваме во секој момент судијата Игор Иванов да означи почеток на второто полувреме. Тоа го прави во овој момент. Од центар тргнуваат фудбалерките на ЖФК Речица. Да повторам, тие се во црно-бела комбинација, а кочанчанки во црвено-црна. Акција на Речица. По левата страна со број 11 Ристик, проигрување кон Цветковска, меѓутоа имало офсет позиција, топка за ЖФК Кочани за Кате Милевска. Таа ја бара и ја пронаоѓа. Меѓутоа не се снајде во оваа ситуација најдобро 17-ката Донева. Во секој случај аут за екипата на ЖФК Кочани. По
по линија, проигрување кон Стојанова. Старт врз Кате Милевска. Се жали дека добила незгоден удар. Слободен удар за екипата на Кочани. При тоа и испадна ми се чини левиот чевел на Милевска. Ке мора да ги затегне повторно врвците, а сега и да упати топка некаде кон 16-етникот на Речица. Добра топка кон Стојковска. Да видиме сега дали ќе има удар. Удар, меѓутоа и испадна топката на Христовска, но нема таму кој да го казни тоа. И ова е доволна причина фудбалерките, односно навивачите на ЖФК Кочани да се јават малку погласно. Акција на Речица. Топка кон Јовановиќ. И понатаму Јовановиќ, меѓутоа Милевска расчистува за момент. Топка кон Давидкова. Добар дриблинг на Давидкова. Дозволува топката да заврши во аут за својата екипа, да се организираат, би рекол, фудбалерките на ЖФК Кочани. Не успеа да проигра онака како што посакува Стојковска. И сега акција на гостинките. По десна страна брзата и агилната Љубојевик. Обид да се нафри, не успеа. Сега акција на преку Давидкова. Одлично проигрување кон Стојковска. Меѓутоа старт на Спасовска. Аут за екипата на ЖФК Кочани и тоа е добро да се префрот фудбалерите на двете екипи таму некаде пред 16-етникот на Речица или ако сакате на половината на гостинките. Аутот ќе го изведе Манасиева. Бара и добива топка Велиновска. Повторно Манасиева. Меѓутоа, овој обид не успеа да проигра некој од своите соиграчки и сега топка кон брзата и да мощне вешта, ми се чини дека е тоа Спасовска и понатаму таа акција. Обид за проигрување, меѓутоа доаѓа тука Стојанова, а Кате Милевска и сврва од пред својот 16-етник, прифаќа топка Јовановиќ. Сега освојува топка со број 10 Мисовска, па Донева, повторно Мисовска, одлично слободно, имаше и влечење за рака и понатаму Мисовска, фаулирана и еве добра позиција да нафрли Кате Милевска, а повеќе фудбалерки во црвени дресови да се сконцентрираат во 16-етникот на Речица. Не се брза на Милевска. Ми се чини дека и не сака да троши енергија во непотребно трчање. Има време. А дури 7 фудбалерки во црвен дрес во 16-етникот на Речица. Да видиме дали од оваа позиција ќе може да направи нешто повеќе екипата на Кочани. Нафрлна топка, меѓутоа директно во голманот Христовска, таа избоксува. Сега Донева ја губи топката. Многу побрза е фудбалерката на Речица со број 7 Спасовска. Ја поминува и Манасиева, сега добра акција, удари 2:1. Брза контра на гостинките, доаѓаат во водство. На почетокот од второто полувреме и ова веќе ќе представува проблем за домакинките да ќе мора да
играат по-офанзивно, по-ризично, со цел да го изравнат резултатот. Реков, има 2-3 изворено брзи фудбалерки екипата на Речица, со кои тешко се справува одбраната на ЖФК Кочани. Тргнуваат од центар Кочанчанки, топка кон Кицара. И понатаму Кицара, во чекор следена од Јовановик. Сега топка освојува Мицова. Акција на Стојанова. Обид да се проигра во нападот со број 17 Донева. Донева кон 11-ката Велиновска, меѓутоа лесно го решаваат и овој проблем фудбалерките на Речица. Кате Милевска. Топка кон Мицовска, односно Мицова. Кикс таму на нововлезената, односно на Спасовска. А сега во акција Манасиева. Имаше влечење, слободен удар за екипата на ЖФК Кочани. Се подготвува уште една измена во редовите на Речица, со број 2 треба да влезе во игра Стефанија Стојановиќ. Да видиме на чие место. Ми се чини дека е на местото на Ристик. Не се брза на гостинската фудбалерка. Фудбалерките на Речица имаат предност од 1 гол, вода со 2:1. И сигурно се задоволни со овој резултат. Не знам дали оваа измена е од тактичка природа. Да се засили одбраната после водството. Кате Милевска. Идва сега да фрла топка, меѓутоа не е тоа направено најпрецизно. Удар на Велиновска, меѓутоа млако, лесен пленува топка за голманот Христовска. Дегажман на Христовска. Кате Милевска. Топка кон Донева, односно Стојанова. Меѓутоа сигурни во одбраната гостинките. Сега во акција Мицовска. Па Стојанова. Се обиде да ја пронајде Велиновска, не успеа. Акција сега на Јовановиќ. Ова долга топка, сепак ќе биде таа плен за голманот Стојмиловска. Кате Милевска. Проигрува кон Кицара. Ова кон Стојанова. Успешен дриблинг на Стојанова, одлично проигрување кон Велиновска. Сега удар или нафрлување беше тоа на Донева, меѓутоа таму не истрча најдобро Ангела Стојковска. Топка за гостинките, топка за фудбалерките на Речица. Организираат нов напад фудбалерките на Кочани преку Милевска, својата половина, проигрување кон Стојанова. Меѓутоа пред неа излегува и ја изфрва оваа топка во аут Ана Трајчевска. Стојанова, пак Кицара. Одлично проигрување, меѓутоа дали ќе сепак аут за екипата на Кочани. Ќе го изведе Кицара, Дженита Кицара. Сега Стојанова, обид да се нафрли. Имало офсет позиција, покажува судиката.
Снежана Илиевска. Индиректен удар за гостинките. Прифаќа топка Мицовска и пратим бие и за малку покрај левиот директ топката завршува во гол аут. Штета беше ова, одлична можност, одличен удар, меѓутоа и за малку непрецизен. Останува 2:1 за водство на екипата на Речица. Кицара, добро проигрување. Сега со број 11 Велиновска. Топка кон Давидкова. Може би малку неконтролирано од Спасовска, Лара Спасовска, аут за екипата на Речица. Притисок во овој моменти на фудбалерките на ЖФК Кочани на половината на Речица, меѓутоа без некоја посериозна шанса за гол. Освен оној удар се разбира што помина покрај левиот директ на Христовска. Изведен аутот, сега Давидкова и понатаму Давидкова во борба со две фудбалерки и има корнер. Корнер за екипата на ЖФК Кочани. Убава можност да се нафрли пред голот на голманот Христовска, да видиме дали нафрля топка. Удар со глава и 2:2. Со глава маестрално би рекло го реализира тоа фудбалерката на ЖФК Кочани, да видам дали е тоа или е Мицовска или пак можеби Велиновска. Лина Мицовска сепак. Тргнуваат од центар гостинките. И сега допрва се очекува голема борба. Топка на половината на ЖФК Кочани. Кицара се бори со една од гостинските фудбалерки. Одлични двојни проигрувања. Меѓутоа за момент загуби топка. Мислечни дека тоа Велиновска, слободен удар за екипата на Речица. Тргнуваат гостинките преку Јовановиќ. Кате Милевска. Кате Милевска својува простор. Има таму и влечење, одново влезената Стојковска. Брзо изведен слободен удар, топка за Стојанова. Ова проигрува и враќа повторно назад до Стојанова. Дали ќе има таму некаков кикс. Имаше можеби мал прекршок. Сепак корнер. Односно не, топка за голманот Христовска. Беше во добра акција Мицовска, меѓутоа малку несигурна Кате Милевска. Топка сега на половината или пред 16-метникот на Речица. Притрчува Стојанова и изнудува аут за својата екипа. Аутот ќе го изведе со број 11 Велиновска. И побегна топката, не е сконтролирана најдобро за мало невнимание, беше доволно да и побегне таа во аут. Аут за Речица, но брзо освојува Кицара. Сега топка за Велиновска. Ја губи. Манасиева добро се снаоѓа во оваа ситуација.
Сега проигрување кон Кицера, ова во длабочина, меѓутоа таму сигурни од борбените фудбалерки на Речица. Уште еден обид да се пробие низ средината на игралиштето, а сега една топка кон Кате Милевска. Со број 14 Салтирова. Добра акција на Мицовска. Меѓутоа непрецизно проигрување, прифаќаат топки гостинките со број 10 Величковска. Долга топка кон Ристик. Пред на Кате Милевска. Сега со број 5 Давидкова. Кате Милевска. Добра интервенција. Топка кон Стојанова. Нафрна топка, дали ќе прифата, не прифаќа Донева. Сега удар на Давидкова. Лесен плен за голманот Христовска. Останува резултатот 2:2. И овој би рекол бот, доколку го освојат Кочанчек, е доволен за да го обезбедат опстанокот во прволигашката конкуренција. Еве сега еден кикс. Меѓутоа непрецизни гостинките. Стојановиќ упати една топка без контрола. Сега Манасиева. И бара топка со број 11 Велиновска. И понатаму Велиновска во широчина кон Кицера. Освојува простор Кицера, проигрување кон Мицовска. Ова враќа назад до Стојковска. Нафрна топа бие и 3:2. Изворена акција на фудбалерките во црвени дресови. Добро се снајде таму со број 5 Весна Давидкова, односно Ванеса Давидкова. ЖФК Кочани доаѓа во водство од 3:2. Интересен надпревар со многу пресврти. Само да подсетам, Кочачан ги поведува со 1:0. Речица изарми на 1:1. На почетокот на второто полувреме Речица направи пресврт, поведе со 2:1. А сега веќе фудбалерките на ЖФК Кочани ја стигнаат таа предност и имаат гол повеќе, водат со 3:2. Со топката Денчик, а таму во дуел 11-ката Ристик. Меѓутоа не може покрај 2-3 фудбалерки во црвени дресови сама. Прифаќа топка Катица Милева, а од каде се нашле и две кутриња кои се влезени во игралиштето, што предизвика прекин на надпреварот. Се справува таму лесно со нив Донева, добро што не се плаши, но ќе мора да бидат отстранети. Ќе потрае овој прекин додека не дојдат некои да ги отстранат кучињата од фудбалскиот терен. Мора да подсетам дека ваква сцена имаше и во Македонска Каменица, на надпреварот помеѓу Каменица, Саса и Скопје. Очекуваме судијата Игор Иванов да го продолжи овој надпревар. Меѓутоа претходно ќе мора овие кутриња да бидат изнесени од рамките на теренот, односно на фудбалскиот стадион. Во екипата на Речица се подготвува уште една измена, со број 9 треба да влезе Сара Петковска, а влегува на местото на Јована Јовановиќ. Влегува корпулентна фудбалерка со број 9. Веројатно на шефот на стручниот штаб на Речица му е битно како ќе заврши овој надпревар. И затоа ја засилува офанзивата.
Да подстам само дека при водство на Речица од 2:1 извади напаѓач, а во игра внесе дефанзивна фудбалерка со број 2 Стојановик, а сега наместо Јовановик влегува со број 9 Петковска. Да видиме за каква фудбалерка станува збор. Акција на сега прифаќа, да видиме бие. Добра одбрана на голманот Стојмиловска. Прв контакт со топката за Петковска. Дегажман на Стојмиловска. Сега прифаќа со број 9 Стојковска. Велиновска во акција, десно е со број 10 Мицовска. Обид да се проигра Стојанова, меѓутоа аут за екипата на Кочани. Го изведува Стојанова, нафрлува. Добри дриблинзи таму со број 5 на Давидкова. Фаулирана, судијата вели дека немало недозволена игра. И сега ја отстрануваат опасност од пред својот гол фудбалерките на Речица и брза акција преку Ристик, а потоа и Петковска. Две фудбалерки во црно-бела комбинација против 3 или 4 во црна комбинација. Излегува са Милевска, за момент отстранува сега удар и оваа топка завршува покрај левот директ во гол аут. Убава шанса по неколку грешки за фудбалерките на ЖФК Кочани, имаше и некаков контакт таму во 16-никот врз Кате Милевска, се жали таа дека добила непријатен удар, но судијата Игор Иванов сметаше дека нема потреба да се прекине над преварот. Се чекат дегажбан, а сега имаме уште едно кутре во рамките на стадионот. Веројатно се негде од соседството, влезени преку таа врата со ретко поставени решетки, но брзо ќе биде решен тој проблем. На теренот аут за екипата на ЖФК Кочани. Го изведува Манасиева. Топка кон Велиновска. Добар дриблинг. Проигрување кон Стојанова со број 6, Јована Стојанова. Стојанова се ослободува од Стојковска. Сега Мисовска. Топка кон Донева. Кон не притрчува Светковска. Одлично нафрлување, меѓутоа се одбранија во оваа ситуација гостинките и сфрлаат во аут за екипата на Кочани. Сега не се брза на Манасиева. Изведен аут кон Давидкова. Манасиева и Давидкова повторно. Блокирана е таму од Денчик. Уште еден аут за екипата на Кочани. Топка кон Велиновска. Ова се обиде да ја пронајде Кицаран, меѓутоа не успеа и сега брза контра на гостинките. Трча таму по десната страна Ристик. Вратена топка назад, нафрлена, меѓутоа тука Кате Милевска сигурно интервенира пред Петковска. А сега со број 10 Мичовска. Па Велиновска, топка за Стојанова. Одлично проигрување кон Стојковска, дали ќе има нафрлување, нафрлена топка. Бие таму со број 6 Стојанова, меѓутоа не ја зафати најдобро оваа топка, нема офсет позиција, повторно нафрлување, меѓутоа излегува Христовска и ја прифаќа оваа нафрлена топка и веднаш дегажира. Топка кон Величковска, но пред неа добра интервенција на
Ми се чини дека тоа е со број 5 Давидкова. Еве сега проигрување кон Стојанова, меѓутоа како таа не ја зафати топката, сега не излезе и таа во аут. Сепак аут за екипата на ЖФК Кочани. Еве и првата измена во редовите на Кочанскиот прволигаш. Со број 2 треба да влезе Ѓоргиева, Мелани Ѓоргиева. Да видиме на чие место. На местото на Давидкова. Стрелецот на третиот гол за екипата на Кочани. Аут за екипата на Кочани. Стојанова е со топката, ќе ја уфрли во игра. Таму Семисовска и Велиновска сега нафрна топка, да видим дали ќе има автогол, може би. Само корнер. Исфрли во корнер Мартина Денчик. Претпоставам дека Кате Милевска ќе го изведе. Се договара таму со тренерот, меѓутоа овој пат нема да го стори тоа таа. Веројатно од аспект да се обезбеди проигрување кон Милевска. Уште едно топка за нафрлување, меѓутоа право во рацете на голманот Христовска, ова може да биде опасно. Можност за брза контра на гостинките, дегажман. Сепак прифаќа со број 17 Донева. Ја стигна оваа топка упорната дали то Кицара. Манасиева, одлична топка кон Стојанова. Стојанова дали ќе бие? Бие. И ова е извореден гол на Стојанова. Од некои си 35-36 метри. Една парабола која беше неодбранлива за голманката Викторија Христовска. ЖФК Кочани доаѓа во водство од 4:2. Дали ова значи дека е обезбедена победата на овој натпревар, се уште е рано да се каже, но она што можеме да го кажеме со сигурност тоа дека публиката, малобројната публика е изворедно задоволна од неколку прекрасни потези на фудбалергите пред се на ЖФК Кочани. Морам да го споменам и оној гол на десетката на гостингите во Личковска, која го погоди левиот горен агол на Стојмиловска. Топка на половината на ЖФК Кочани. Проигрување кон Стојанова. Бара кога да проигра, ја пронаоѓа со број 9 Стојковска, меѓутоа ова не ја исконтролира најдобро оваа топка и сега акција на гостинките со број 10 Величковска. Проигрување кон Петковска и овде имало офсет позиција. Реакција на шефот на стручниот штаб на Речица ќе добие веројатно и жолт картон поради оваа своја реакција. Се работи за Валентин Стоиловковик. Индиректен удар за екипата на Кочани. Брзо се разбра главниот судија Иванов и шефот или тренерот на гостинската екипа. Топка. Погрешно сега проигрување. Да видиме, но Кате Милевска е тука, освојува топка и организира напад на својата екипа. Добра контрола на Мицовска. Сега Стојанова. И бара топка Стојковска. Аут за екипата на Кочани. Уште една измена во родовите на Речица. Со број 26 ќе влезе Лара Стојковска. Или можеби тоа е со 16, се извинувам. Милена Антевска.
Но претходно ќе биде изведен овој аут. Со топката е Мицовска. Изгледува уште еден аут за својата екипа. Сега веројатно може да биде извршена измената или се уште калкулираат гостинската екипа. Аут за Стојанова. Топка кон Мицовска, меѓутоа не е тоа решено на најдобар начин. Сега добра интервенција на новлезената Ѓоргиева. Имало игра со рака. Слободен удар за екипата на Речица, а се уште не може да влезе 16-ката, односно сега влегува 16-ката Антевска, а излегува, мислиш че дека тоа е Денчик. Топо пречета седникот, тука интервенција на Салтирова. Сега другата 14-ка бие, премногу е тоа далеко и премногу е безопасно за голманот Ања Стојмиловска. Се очекува да дегажира. Сега времето секако работи за фудбалерите на ЖФК Кочани, кои имаат водство од 4:2, кој треба само да го задржат до крајот на овој надпревар. Акција под десната страна, топка кон Стојанова. Не успеа да исконтролира оваа топка Стојанова, но добива заслужен аплауз за борбеноста, аут за екипата на Речица. Изнудва уште еден аут Стојанова. Уште 10 минути до крајот на овој надпревар. Или се игра 80-та минута. Вкупно ЖФК Кочани води за сега со 4:2 во акција Величковска, сега со број 11 Велиновска, бие меѓутоа добра одбрана на Христовска. Дегажман кон средината на игралиштето, тука старт на Салтирова. Коригира Кате Милеска, сега Стојанова. Попречи судијата, но грешат и гостинките, вратена топка до Кате Милеска, ова во широчина кон Ѓоргиева. Ѓоргиева ја проигрува Велиновска, а ова во празно топка за голманот Викторија Христовска. Добра интервенција на Манасиева, сега добар дриблинг на Мицовска, повторно Манасиева, меѓутоа не проиграна прецизно. Освојуваат топка фудбалерките на Речица, меѓутоа брзо ја губат. Во акција е Мицова. Освојува топка екипата на Кочани, сега со број 11 Велиновска. Проигрување кон Донева. Нафрлување од прва, малку назад, бие, но непрецизно. Стојановска, топка за голманот Христовска. Полека ми се чини дека ги совладува уморот фудбалерките или заморот фудбалерките на двете екипи. Малку побавна игра во овие моменти, но тоа и одговара на екипата на ЖФК Кочани, затоа што има водство од 4:2. Топка за Величковска. Таа во дуел со Мицовска. Кате Милевска. Одлична топка кон Стојковска.
Стојковски понатаму, обид да се проигра Донева, меѓутоа не е направено тоа непрецизно. Милевска. Во акција Манасиева, но ја загуби топката и повторно ја освои и паметно ја враќа до Милевска. Ова во широчина кон Ѓоргиева, а Ѓоргиева до Стојанова. Добра контрола на Стојанова, добро проигрување, меѓутоа пресечена топка од Стојановиќ. Нова акција на гостинките. Обид за проигрување кон Ристик. Но тука е Кицара. Имаше тука и прекршок, слободен удар за екипата на Кочани. Фаулирана Стојанова. Јована Стојанова со број 6. Кате Милевска е таа која ќе го изведе овој слободен удар со намера да го префрли тежиштето на игра на половината на гостинките. Топка кон Стојковска. Добро се снаоѓа Стојковска, помина 2-3 фудбалерки. Еве сега одлично проигрување кон Стојанова. Дали ќе изнади корнер или таму е борбената Јовановиќ. Аут за екипата на Кочани. Ке го изведе Велиновска. Велиновска до Стојанова. Нафрна топка и дали има неверојатно, топката се шета покрај гол линијата, меѓутоа никој да влезе во голот. Сега обид да се бие со лева нога таму на Стојковска, неуспешно. Повторно топка освојуваат фудбалерките на Кочани, а има изворена прилика да го зголемат своето воство на 5:2, вака останува 4:2. Манасиева. Топка кон Кицара. Помеѓу две фудбалерки, но таа е борбена. Фаулира, топка за екипата на Речица. Ми се чини дека резултатски надпреварот веќе е решен. Реков првмагу дека и Ботин беше доволен на кочанчанки за да го обезбедат опстанокот, а со овие 3 бода веќе ситуацијата е многу поповолна. Им престои гостување во Битола против Топ Гол и да загубат таму ќе останат на едно место пред конкурентките за испаѓање во втората лига, а за екипата на Речица. Сега повеќе фудбалерки од двете екипи на половината на ЖФК Кочани. Дали има прекршок и ова е позицијата која може да се бие директно кон голот на голманот Ања Стојмиловска. Може би една од последните шанси на гостинките да го намалат воството на ЖФК Кочани, но да се надеваме дека ќе остане актуелниот резултат од 4:2. Да видиме дали ќе има директен удар кон голот на Стојмиловска. Удар и малку над пречката, топката завршува во гол-аут, останува резултатот од 4:2. Која минута се игра? Уште 4 ли? Осумдесет минута, може би 86-та веќе. Престануваат уште 4-5 минути за доигрување во кој екипата на ЖФК Кочани треба да го зачува само ова водство. Добар напад, добар обид, меѓутоа акцијата продолжува по десна страна, Стојанова со топката.
проигрување кон Стојковска и понатаму Стојковска се изборува за оваа топка, на фрна топка, таму не успеа да проигра некој од своите соиграчи, а сега бие и ќе има корнер. Ја зафати оваа топка голманот Христовска, корнер за екипата на Кочани. Беше тоа добар обид, но недоволно силен и прецизен на Мицовска, Лина Мицовска. А корнерот ќе го изведе капитенот Кате Милеска. Бара судијата Иванов да побрза малку Милеска, иако се разбира неизене и се брза. И сосема оправдано. Да видиме дали од овој корнер ќе се изроди нешто добро за ЖФК Кочани. Нафрна топка. Право во голманот Христовска, таа избоксува, уште еден обид, уште една корна, уште еден корнер за екипата на ЖФК Кочани, а се подготвуваат две фудбалерки во црвен дрес да влезат, се подготвуваат уште две измени кај домакинките, дозволува сепак нема да се изврши сега измената. Прво корнерот, додека четвртиот судија ги внесе во својот тефтер на фрна топка, да видиме удар со глава меѓутоа на една од одбранбените фудбалерки. Сега Стојанова, па Кате Милевска бие директно, меѓутоа од надворешно дел ја погоди мрежата на голот на Христовска, останува 4:2, а сега е време за двете измени. Ке влеза со број 16 Иванова Ана и со број 19 Ефтимова Марија. На чие место веројатно на Стојанова и на Салтирова. Дадоа се од себе овие девојчиња да се изборат за поволен резултат и заради тоа добиваат заслужен аплауз од малобројната публика која е задоволна од она што го виде на денешниот надпревар. Се работи за млада екипа која допрва созрва и која можеби за година-две ќе го даде својот максимум од фудбалски аспект, се разбира. Добра во одбраната Манасиева. Сега Мицовска. Ново влезената Иванова. Стојковска. Се надмудруваат таму со една фудбалерка од одбраната на Речица, со број 3 тоа е Трајчевска, аут за екипата на Кочани. Ги бројат сега секундите на клупата на ЖФК Кочани. Стигнуваат до вредна победа, сосема заслужено. Аут за ЖФК Кочани. Со топката Ѓоргиева. Ке има уште еден аут. Изфрли таму со број 16 Антевска. А топката назад ќе ја врати Ѓоргиева. Сега аут за екипата на Речица. Добра во оваа акција 11-ката на Речица Ристик, меѓутоа Манасиева се најде на вистинското место да ја спречи оваа контра, би рекол, на гостинките. Сега изворена топка на Велиновска на половината на Речица и се надврзуваат грешките една по друга. Во оваа ситуација не се снајде најдобро Ефтимова. Акција, меѓутоа корпулентната Антевска не е доволно и подвижна. Еве брза акција на 10-ката Мицовска, самата
И понатаму мислам проигрување во офсайд се најде со број 9 Стојковска, можеби требаше до крај да оди сама Мицовска, дури да се обиде да бие кога беше на 16 на метри од противничкиот гол. Сепак таа несебично сакаше да проигра. Него направи тоа најдобро. Кате Милевска. Па Велиновска. Повторно Велиновска. Акција на Речица. Топка на половината на ЖФК Кочани. Кате Милевска. Под притисок. Сепак изфрла само во аут за екипата на Речица. Погледнува главниот судија Игор Иванов на својот часовник. Веројатно многу брзо ќе означи крај на преворот. Изведен аутот од Трајчевска. Сега добра интервенција на Веселиновска. Фаулирана со број 10 Мисовска. Ја остава топката за Кате Милевска, зашто таа најдобро знае каде треба да се проигра. И во овој момент главниот судија Игор Иванов од Велес означува крај на надпреворот во кој екипата на ЖФК Кочани оствари